кажам неколку попатни работи што мислам дека ќе ви бидат исто така важни, може не се најважни, но ќе ви бидат важни. Еден од аспектите, еве да речеме во техничка смисла со оние слунгери горе што ги гледате околу вас. Тие се поставени не случајно, за да прават, таа стручно се вели, реверберација на звук. Значи да нема еко во студиото. Тоа е еден од поважните елементи при опремување телевизиско студио. Че што и да направите, ќе остане тука, нема да се шири на секаде околу. Ќе видите и други типови на студио, меѓутоа ова е една многу битна работа. Втора работа се, да речеме, осветлувањето, чисто од технички аспект. Овие рефлектори се поставени така да даваат една пријатна слика за гледачот, значи не се имате топли, ладни рефлектори, тоа тотално нема што да ви интересира, не е толку битно, меѓутоа да знаете дека различни типови на осветлување даваат различна слика за на екран. Ова се камерите, ова се двајца колеги сниматели. Они се задолжени како се роби тоа за снимање, се снима во HD резолуција и така натаму и така натаму. Ова е техничкиот дел поврзан со студиото. Понатаму кога ќе го завршиме овој дел, ќе го однесам во монтажната просторија да видите како изгледа монтирањето на прилог, монтирањето на интервју и така натаму. Ќе го однесам во глувата соба, тоа е соба која што е специјализирана само единствено за читање текстови. Таму има само такви слунгери, 4 зида, направени специјално со слунгери и нема ништо внатре освен еден микрофон, масичка и столче и тоа е се. За да ви го предизвикам вниманието, ја направив една вежба, ќе ви подадам следните личиња. Тоа е една вест која што јас ја направив, да речеме, утрово и во самата вест има многу грешки. Тоа е вест која што може да ја чуете на телевизија, може да ја прочитате на портал, може да ја видите во вестник и така натаму. Јас би сакал секој од вас да каже колку грешки ќе најде во вест. Секакви грешки. Печатни, правописни, граматички, значенски, новинарски, се што знаете и умеете, чисто да ми се значи ова е мини режија во фаза на доопремување се останати стvari, меѓутоа најважната работа е тоа да знаете дека практично начинот се едитираат, односно се уведуваат нештата, значи видео клиповите се монтираат и така натаму. Ова се видео, значи ова се камери за студио, за тука ги гледате на университет, камери што се случени внатре. Ова се две монтажни единици, определена Бојан и Вероника, значи неколку нешто сакам да се обрана може да кажам, значи видеоклиповите, односно видеото во студиото се снимаат ставаат на таймлайн, односно на повечина работа како се вика тоа и се акцентски целости, да внимавате на дишање, на диафрагмата, цела една, ајде да нема да кажам, наукава дисциплина која што се занимава со тоа. Кои се твоите впечатоци од денешниот медиумски ден во Макрос? Моите денешни впечатоци, кои што ги стекнавме, односно знаењата кои што ги дознавме во овој ден, беа навистина многу информации, но некои од нив имаат многу значење за нас, затоа што можеби некои од самите средношколци кои што се присутни ќе продолжат како дел од ова новинска агенција. При тоа дознавме многу информации за самата работа која што ја работат овде новинарите, како се всушност прави една статија, односно како се снимаат дел од прилозите за работата како оди во ова агенција и Што ново научивте? Што досега не знаевте, а вие ново да речеме? Тоа дека информациите дека секојдневно доаѓаат нови информации, всушност дека тоа е теренска работа која што се работи со многу поголем тим од луѓе и навистина е потребно силен кадар за самата работа за да биде квалитетно завршена. Дали ги студирале новинарство? Не. Зошто? Бидејќи ние се пронајгам во овој сектор. Но каков е вашиот впечаток? Дали е новинарството во Македонија има иднина? Вие не ме би останати да кажете друга информација. Можеби, но би требало да има многу повеќе напор, бидејќи работата на новинарите изазема многу големо значење во општеството, а можеби некои други тоа го злоупотребуваат на било каков начин, затоа новинарите би требало да бидат многу повеќе заштитени и нивната работа би требало да биде многу повеќе ценета. Благодарам.